Градоначалникот на Бутел Дарко Костовски рече дека протестите на родителите пред училиштето Панајот Гиновски се политички мотивирани. Тој рече дека во ова училиште нема неколку стаорци, туку бил забележан само еден. Додава дека според законските процедури, училишната зграда е дезинфицирана и учениците можат да продолжат со наставата. Нема таму глувци, таму има лоциран глушец, отстранет, во моментот се прска. Повторно ќе речам, не треба да се прави баук од некоја тема која што навистина нема никаква потреба. Да, се појавил глушец, како и на многу други места кога знаат се појават во некои државни институции се појават, но не се прави политика. Тука пробува дуи својата неспособност да ја претвори во политика, но нема да им успее. Секако у Бутел особено нема. Запрашан за нечистотијата на тоалетите во училиштето, Костовски рече дека ќе биде ангажиран уште еден хигиеничар. Затоа сум информиран дека е забележано нешто такво. Веднаш општината реагираше, не замоли од училиштето да додадеме уште еден вработен како хигиеничар. Тоа ќе го направиме, веќе е во процедура. Министерката за образование и наука Весна Јаневска во врска со директорката на ова училиште Благородна Сотиров, која не одговара на медиумите, рече дека заложба на секој директор е да ја извршува функцијата за која е именуван и да соработува со сите институции. Предложи во ова училиште да се спроведе дератизација, а потоа и еколошка акција. Обврска на секој директор е да си и на сите директори воопште да си извршуваат функцијата за која што се поставени. Апсолутно се согласувам дека соработката е неопходна со сите институции со кои што училиштето е поврзано и директорите се поставени за да ги организираат наставата, но и сите други активности на училиштата. Предпоставам станува збор за она што излезе во медиумите. Јас предлагам една многу едноставна мерка која се вика дератизација, а потоа и еколошка акција во училиштето. Се разбира дека веќе ја примевме информацијата првенствено од медиумите и дека превземаме, ја следиме состојбата и превземаме соодветни чекори понатаму. Инаку вчера родителите го презентираа извештајот на санитарниот инспекторат во кој се наведува дека во увидот што го извршил на 7 април било констатирано дека хигиената е на незадоволително ниво. Во многу училници подовите и зидовите се нечисти, а корпите за отпад се преполни. Дури и тоалетите имаат скршени врати и мијалници и шкртани зидови.